Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Нема да откријам ништо ново ако кажам дека Прилеп е град на тутунот, но Прилеп има и еден голем спортски символ. Предпоставувате, сите знаете, тоа е фудбалскиот клуб Победа. Овде во Прилеп, на секој прилепчанец, срцата чукаат за победа, кога и оди на победа, се чувствува една радост, една веселба во градот. Кога и оди лошо, тогаш сите се тажни и наоѓаат решение како да тргне на клубот и како победа да биде она што била некогаш во минатите времења. А во минатите времења Победа беше солиден второлигаш, дури неколку пати беше на прагот на првата лига на поранешната држава. Низ Победа минале многу фудбалски генерации, меѓутоа има една што остави голема трага во прилепскиот фудбал и на која генерација сите прилепчани со задоволство и восхит се сеќаваат. Па еве сега е момент и вас да ве подсетам на таа генерација и тој состав на Победа таму од почетокот на 70-тите години. Тој изгледаше вака: Истатов, Мечев, Дрвошанов, Конески, Николовски, Арсов, Манески, Магдески, Глигоровски, Ѓоргиевски и Митрев. Состав кој постигнуваше врвни резултати и за кој што немаше проблеми да се спротивстави на секој противник. Меѓу овие 11 што ги споменав е и нашата денешна спортска легенда, тоа е Јове Магдески. Мора да кажем дека Јове Магдески го познавам уште од младите години, уште тогаш кога заигра за Победа, потоа работата често ме носеше овде во Прилеп на тие надпревари на Победа, па одев и на олимписката репрезентација на Југославија, оние мечеви што ги имаше тогаш, а за која што настапуваше Јове, па така некако ја следев неговата кариера. Но да не говорам јас многу за тоа како течеше кариерата на Јове Магдески, на еден од најпопуларните фудбалери во Прилеп. Тој самиот ке ни ја каже својата приказка, меѓутоа овде од Деница, тоа е издание овде што Прилепско, само да цитирам нешто што е кажано за него. Сите ме познаваат како голем другар, човек, искрен пријател. Имам широка комуникација со луѓето и сум горд на тоа што сум почитуван. Почитувањето е најголемото признание. Ние сме семејство со корени пуштени длабоко во Победа, вели фудбалскиот ас Јове Магдески. Овде во Прилеп така е, корените се длабоко пуштени, Победа е клуб кој минал многу премрежија, па и она најтешкото кога беше суспендиран од УЕФА, не се разочараа прилепчани и одржуваа Победа и Победа полека се враќа на тие стари позиции. Јове, ова беше вовет за Победа, за твојот клуб, за Прилепскиот клуб, за нашиот македонски клуб, за тоа што сметам дека Победа е наш бренд, како што е Вардар, например, за Скопје и Македонија, не помалку е и Победа. Па еве сега, ти како еден од бившите актери на овој клуб, за нашите гледачи да кажеш како почна, како дојде во Победа, па потоа ќе ни раскажеш и за некои доживувања, за некои настапи, надпревари, пресврти во текот на игрите и се она што го следи животот на еден фудбалер. Мојата кариера започна со избирањето на во школските денови. Во тој временски период имаше препораки од професорите по физичко воспитување кои одбираат таленти. Во тој временски период работеше и Кирил Анески, тогашниот тренер во Победа и мој прв учител. Не собра после завршувањето на 8 одделение на 14 години и почнавме со тренинзи. На 15,5 години тогашниот тренер Радович Никола беше љубител на млади фудбалери и тогашното надпреварување на
вечер, тоа беше за куп, каде што играа најдобрите македонски екипи, ме стави на 15,5 години. Во првата екипа? Во првата екипа. Меѓутоа, тогаш беа некои други правила, каде не смееше да се игра под 18 години. Затоа, после извесен период, од кога одигра 5-6 надпревари со покојниот Крстевски, кој беше роден се 37 година, ме вратија повторно да бидам во втората екипа, нормално само што тренирав со првата екипа. Инаку почетоците сигурно ти беа, како на сите деца во тоа време, на Прилепските улици. Па точно овде кај што ја снимаме оваа емисија, тука има една ширина каде што се почетоците на мојата фудбалска кариера. И после тоа имаше само 2-3 игралишта во Прилеп, каде се чекаше ред. Меѓу тие што чекаа ред бев и јас, кога ќе дојдеше. Меѓутоа, таму го поминував остатокот од времето, слободно што ми остануваше после секој школски ден. Значи, имавте и малска екипа и чекавте таму кога ќе дојде редот за да играте. Како одеше тогаш? Се видели одма дека Јове Магде, популарно така те нарекуваат во Прилеп, ќе биде голгетер еден ден на победа. Секогаш се движев со повозрастни и играв со повозрастни, затоа што надминато ми беше играњето со моите врсници. И ти секогаш беше со 4-5 години повозраст. Во тој временски период се одржуваја многу турнири во мал фудбал. Меѓу другите, ме земеа повозрастните да играм и со нив во тие и често пати освојував некои награди, затоа што ме одбираат точно оние екипи што беа секогаш меѓу прво, второ, трето место. Знаеа дека во тебе ќе имаат добро засилување и се сеќавам подоцна ти беше и специјалист за оние долги додавања, па фелширани топки, па шут од далечина, па слободни удари тука некаде од 18 до 25 метри, па удари со ножички, и тоа беше една твоја специјалност, а тоа ги воодушевуваше гледачите. И сега, бидејќи како млад, еве те бара екипите, играше за тие подобрите, за да победат на турнирот, кажа и за првите тие настапи во победа, кога ти укажа шанса Никола Радовиќ, а кога стана стандарден фудбалер на победа и се почувствува дека еве ти си дел од еден навистина голем македонски фудбалски клуб. Во минатата 68-69 година Победа направи една добра екипа. Зеде засилување 3-4 од страна, меѓу кои беа и Статов, Дрвашанов, Митрев. И во тој временски период беше многу тешко да се влези во таа екипа. Во еден временски период на првата полусезона се повреди Кире Мирчевски. Тој беше лев халф и во тоа време беше тренер Шијаковиќ. По не знам кој пат настојуваше да ме внесе во екипата и пред 5 минути пред да се излези на загревање рече дека на неговото место ќе заиграм јас. Тоа беше едно дебитирање со Работнички и резултатот беше 2-0, а еден од головите го постигнав и јас. Како се чувствуваше во моментите кога Шијак го соопшти составот и гледаш ти си во него? Јас мислев дека немам да бидам ниту резерва во онај состав. Оти во Прилеп имаше едно непишано правило, вика, во таа екипа може да се влезе само ако некој почини. Значи, толку беше таа и немаше менување. И ти влезе на тој надпревар, постигна гол со Работнички и заигра за победа. Од тогаш до завршувањето на кариерата, осмицата беше безецирана. Се сеќавам и на тој напад на победа, Манески, Магдески, Глигоровски, Сусулевски, Ѓорѓиевски и Милосовски. И Митрев. Да. А капитен кој беше тога? Живко Ѓорѓиевски беше до 76 година, а после капитенската траката ја презедав јас до крајот на кариерата.
Кажи ни нешто за тие први надпревари, после оној дебитантскиот соработнички, како течеше твојата кариера, бидејќи еве стана стандарден, па дали веднаш имаше голови или така повеќе одеше на техничко проигрување и разигрување на екипата, бидејќи беше и градител на нападите. Проигрувањето е основа на мојата игра. Меѓутоа, со дарбата што ја имав, секогаш бев после Ристо Глигоровски како втор стрелец. Проигрувањата беа на Маневски Глигоровски, тоа беше еден тандем од десна страна, а лева страна беше Живко Ѓорѓиевски и Митрев. Стварно беше едно чудо за тој временски период и во онаа единствена лига, втора на Југославија, да се игра и да се постигнуваат такви резултати, беше навистина добро, што ретко која екипа. Победа играше непрекинато околу 10-15 години. Не испадна од таа единствена втора лига на Југославија. Кажав и во овој, дури беше на прагот на влегување и во прва лига во тамо 60-тите години, но не успеа. Имаше пропратни работи кои делуваат во фудбалот, како што и ги има и сега, и како прилеп не можеше да се успее во таа работа. Се имало години каде што сме биле на полусезона меѓу првите 2-3 екипи, меѓутоа со почетокот на втората полусезона се пореметувале некои работи. Од центарот веќе најавувале кој треба да биде. Не завршувале во средината на табелата, што било навистина успех за овој град. И секогаш бевне добра екипа, посебно на домашен терен, каде што противникот, како што викаат во Прилеп, веќе беше 2-0, прво полувреме, уште кога ќе слегуваат од Плетвар. Кажи ни, која беше карактеристиката во играта на победа тогаш? Тоа е интересно, бидејќи тој состав можеше се да одигра. Па, играта се вртеше најчесто околу мене, бидејќи имаме брзи играчи, тоа беа Маневски, Ѓорѓиевски и Глигоровски, и секоја топка која што беше протната измеѓу центар халф и халф, тие ја стигнуваа. После тоа следуваше или центар шут, или завршен удел, или враќање. После следуваше топовски удар, дали од мене, од Дрвошанов, или некој друг. И Дрвошанов беше добар изведувач на слободните удари. Беше, и тој и Живко Ѓорѓиевски, секој си имаше своје место. И сега од тие надпревари вака некој посебно што ти останал во сеќавање од тие битки со југословенските тимови, тогаш втората лига беше горе-долу, не горе-долу, дури равноправна и со првата лига, дури имаше некогаш и подобри второлигашки надпревари од оние прволигашките, освен која ќе игра оние од големата четворка. Со големата четворка никогаш не сме можеле. Одигравме неколку надпревари со Звезда, со Партизан, со Динамо. Секогаш победувале тимовите од големата четворка. А ваму во втората лига некој надпревар? Во втората лига имало надпревари, можам да одвојам, да седиме до утре да ги одвојувам. Да ги раскажем. Би рекол дека еден од така што ми останале како впечаток е надпреварот со ОФК Београд, надпреварот со Напреград код Крушевец кога влегуваше во втора лига, имаше примено за полусезона 6 голови, а во Прилеп заврши 6-2. Значи, сите голови што ги приме во полусезоната, 6 ви вративте уште 6, па да станат 12. Тогаш и Напредак Крушевец беше добра екипа и ОФК Београд. Па ОФК Београд постојано беше тука, прва, втора лига, прва, втора лига. И тогаш немаше и лоши екипи. Напредак беше познат кога влезе во првата лига, дури изградија стадион, па по урнекот се сеќавам на тој стадион, ако се сеќаш беше граден и Тетовскиот стадион. А од македонскија втора лигаши како изгледаат тие битки? Вардар беше во втората лига во тој период кога имаше ти. Беше во втората лига и точно беше во онај временски период кога Победа имаше навистина силна екипа. И кога требаше да влегува во прва лига, беа бар со Трепче од Косовска Митровица
и беше клучниот надпревар во Прилеп. 20.000 редовно, како што имаше на тие дерби надпревари публика. Резултатот беше 2-0 за победа. И Вардар не влезе. Чекаше нова шанса. Чекаше. После влезе. А други надпревари со наши Брегалница, Беласица и тие беа во втора лига работнички. Беласица беше интересна за тоа што имавте фудбалери од Струмичкото поднебје, Истатов, Дрвошанов, Митрев. Митев, Трајков. Да. Митрев е од Неготино. Да, Митрев од сите тие надпревари имале своја драж, меѓутоа најдобро беше кога ќе се случеше да се одигра таков надпревар, кога двете екипи конкурираат за првото место. Сето другото, или кога ќе имаше квалификации, до 6-то место кое носеше во повисок ранг. А сето другото, Прилеп имаше и на тренинг по 3-4 илјади. Знаете дека во четврток и тренинг надпревар, имаше по 2-3-4 илјади и на тренингот. Победа беше магнет, тоа е нормално за прилепчани, но беше интересна и на гостувањата, па имаше доста публика, дури и српскиот печат, особено спорт, потоа журнал пишува дека технички најдотеран фудбал, до тога што е виден, е презентиран од фудбалерите на Победа. И навистина беше штета што не успеа Победа да влезе во првата лига. Од тие надпревари пак со српските тимови, со црногорските, бидејќи тие беа во втората лига, дали може да се подсетиш на некој? Игравте и во Војводина, тамо беше и Пролетер во втора лига, па прва лига, па Црвенка, па Нови Сад. Во Југославија имаше толку добри екипи, посебно во оваа лига, кои претендираат пола за прво место и да влезат во првата лига. Меѓутоа, каде што имаше материјални средства, тие обично влегуваат во прва лига. Воспротивно, имаше едно прошетување за тие зборувам што ќе влезе во прва лига. Со тоа прошетување од една година повторно се враќа во оваа сигурна лига каде што му беше. Тука и беше сигурно место и убаво се игра. Како и нас. Да, и на Победа. Каква беше атмосферата овде во Прилеп после некоја убава и висока победа на Победа, еве како она 6-2 со напредак? Прва атмосферата во Прилеп беше пред надпреварот. Карти се продаваа на секој чош, се чекаше ред од пола сат да се влези на стадионот, имаше редари колку сега што има публика, а за после надпревар, замислете она река од навивачи кога требаше сите ве чекаат да излезете да стигнеш до центарот на градот. Со обликувалните до центар и до доцна во ноќта во градската кафеана се прераскажуваше надпреварот. Имаше многу градски кафеани како и сега. Тоа беше познато собиралище на прилепските фудбалџии. Сега твојата кариера како течеше после тие почетни 70-ти години, дали во еден момент не почувствува дека си ја надминал средината, па сакаш да одиш во друг клуб, или никогаш кај тебе тоа не се вртело во главата да заминеш од Прилеп? Почна да се врти во главата кога почнав да играм за репрезентацијата на Југославија. Тоа беше фактички бе репрезентација кај што се избираа кандидатите за А репрезентација. И во таа репрезентација беа повикувани точно тие фудбалери. Имав среќа и јас да играм за 2-3-4 години за таа репрезентација, одиграв околу 30 и некој надпревар. Меѓу другото бевме балкански прваци во Грција, каде што беа тренери Топлак и Тирнанич и Ото Барич. Ото Барич беше донесен во тој временски период од Австрија да го разработи теренот и тогашниот селектор бараше 2-3 играчи баш од таја репрезентација. Во потесниот избор бев и јас. Меѓутоа, како и секогаш што бива,
не стигнавме до репрезентација. Не стигна, си остана во Победа и не ја напушти, не отиде во друг клуб, имаше понуди, инаку вака директно... Имаше понуди од 2 грчки клуба, во еден потпишав и преддоговор. После одигрувањето на надпреварот, како последен игравме со Тетек Стетово, си отидов дома и ми рекоја подобро да одам на Бузуки, отколку да играм там. Мислам, тоа не влијаеше, ова само така како спомен останал, а со оваа репрезентација имам одиграно надпревари во Швајцарија, Германија, Италија. Едино неостварена желба што не отидов не Кувајт, Иран, Ирак, Саудиска Арабија, тоа требаше една 17-дневна турнеја, меѓу тоа беше поврзано со националниот празник на Иран. Во случај да не стигнеме таму за првиот ден за надпреварот, се отпадна и оваа турнеја. А за репрезентацијата на Југославија, тогаш е крстевте таа Б селекција во олимписка репрезентација, кои надпревари вака ти се посебно во сеќавање, спомна нешто во Грција, Победа и така ти беше стандарден, против кого одигра најдобро и така? Па би одвоил еден надпревар, тоа е финалето, каде што не смеа да играат играчи од првата од репрезентациите. Се сметаше дека втората лига е аматерска и повеќе играат тие фудбалери. И затоа беше крстена олимписка репрезентација. Иако во источниот блок не беше така. Тие што беа и прволигашки фудбалери играа за тогашниот Советски сојуз во репрезентацијата. Демократска република Германија дури и олимписки победник во фудбал стана со тие играчи од Динамо Дрезден, од Берлин, но такво време беше. За да го подкрепам твоето мнение, за финалниот надпревар кој се играше во Солун пред 20 и неколку илјади гледачи, ставија 5 репрезентативци грците од репрезентација. Тоа што ми остана во сеќавање, имаше 1-2 дриблинзи и на мој центар шут имаше еден добар играч од Риека Томич, како шпиц играч, со 1-0 ги победивни. Го пронајде ти него? Го пронајдов и се заврши. Во вистинскиот момент, центар шут и овој реализација. И победа? А за оваа репрезентација играа такви играчи кои после стигнаа и до репрезентација. Тука се и Луковчан од Црвена звезда, Симовиќ од Хајдук, Руклјач, Бакота, Ковачич, тоа беа играчи ван конкуренција. Грња од Осијек и плејада други. Силна репрезентација. Сега зборувавме за клубови, понуди и така. Немаше некоја понуда од Вардар? Тоа беше актуелно години. 7-8 години беше актуелно. Секоја сезона. На 2-3 пати се Магде доаѓа, Магде не доаѓа. И? На 2-3 пати, кога еден временски период се реши веќе да доаѓам таму, имавме председник во тој момент кој по ниеден основ не даваше исписница. И тоа заврши и затоа дотаму не стигнав. А во тој временски период Вардар беше прволигашка екипа каде што те гледаат повеќе стручњаци и сигурно ќе завршевме некаде подалеку. Ти си остана во Прилеп и претпоставувам дека си задоволен тука, ти мина тие убави фудбалски години и сега некоја случка, бидејќи бевте сите другари покрај тоа што бевте на теренот и надвор од теренот, нешто од патувањата, зашто често знаеја, како што ги велевте, да направите некој чешит, па да се изнасмеете и да се подготвите на тој начин така порелаксирано за она што ве очекува. Имало повеќе такви ситуации, можда не можат и ни да се избројат, меѓутоа после некоја победа кога беа малку поретки отколку во Прилеп кога да игравне на страна, знам едно патување во Титоград, каде што победивне тогашната Буdućnost, која беше една од најдобрите екипи, и вечерта за да прославиме, бевне докасно во Титоград. Имаше еден хотел Морача, каде што
Мислам дека е едини хотел каде што е рецепцијата горе, а собите се према Морач. Заврши представата што беше таму програмирана, после тоа го зедовне автобусот и 5 луѓе отидовне према Цетиње, каде што имаше отворена кафана до раните утренски часови. Со автобусот. 5 луѓе. Значи шетавте низ Титовград да најдете Мејана. Немаше отворена Мејана и отидовне према Цетиње на 10-15 километра, 5 луѓе и си поминавме онака како што А требаше. овие од раководството шовелот или ништо. Кога ќе се победи, тогаш има и оддршка. Тогаш нема, сите врати се отворени. Сите се врати отворени, посебно на дозволено. таква екипа како што беше Будичност. Твојата кариера тамо негде во средината од 70-тите години, кога достигнуваш зенит, така некој надпревар од тој период, дали може да се подсетиш? Спомнавме некои тимови, спомнавме ОФК Београд, спомнавме Напредак, 6-2, спомнавме Вардар, 2-0. Веројатно има и некој друг, може би некој пораз овде во Прилеп, па гледачи на вас, фудбалерите. За пораз не би спомнувал. Овдека бија многу ретки и не можам да се сетам на такви. Ки немаше? Имав повреда на лигаменти и отидов во Борка и доктор Буџевец да види дали можам да поминам без операција. Тоа беше во сабота, а во неделата играме, предпладне се играше Сорат во Београд. И ми кажа дека можам слободно да играм и ако се случи нешто не би треба никој да ме носи да појдам таму да ја завршиме работата. Како тој што тој кажуваше, отворим колено, затворим колено, како да се чија болка. И отидовме во Белград, другиот ден, што кажа докторот, тренерот ме прашува, викам, рече дека можам слободно да играм. Одигравме таму еден добар надпревар, победивме со 2-0, двата гола јас ги постигнав. Од тогаш, повеќе со Буџеваc не се видов, не само се слушнавме уште два пати и до ден денеска нема ништо. Ние повреди, ништо. И што вика тој, добро ти кажав, може да играш, ништо не ти. А ти за да се провериш дали можеш, па тие 2 гола вака ги. А некој гол да не подсетиш со ножички? Па, имам во кариерата 3 или 4 такви гола, меѓутоа, еден гол што остана така во трајно сеќавање кај мене и кај сите гледачи кои беа присутни на стадионот на тој надпревар, тоа е со Брегалница кога бранеше Саздовски. Мечев кога ги центрираше топкиве, беа како да шутира на гол. И во еден момент не знае што да ја прави. Пошто тренирав многу пати ножички, од 18 метра и точно мавна во железото, во голот. Тоа е еден гол и има уште 2 гола, меѓутоа ова штета што не е документовано. Ребек дело ќе беше фудбалско тој гол. Штета. И што пишува вестниците после тој гол во Ги имам насловите и тие написи зоки, меѓутоа не знам ни кај се и така дојде спонтано, така да не можев да ги донесам, да ги снимиш, па после да му ги пуштиш таму на гледачите, тие што ќе гледаат да ги видат тие написи. А слободен удар, некој гол така ефектен. Ги има толку... Кој гол од најголема далечина еве си го постигнал? Па од 30 метра слободните удари, од 16 до 25-30 метра на полу лева страна, сите ги или на централна позиција, сите ги шутирав јас. И публиката чека гол. Пола гол ги рачунаа. И затоа имаше и псовки. Што ако не влезе? Ако не влезе. Тогаш. А не рачуна дека има пред мене зид и то не на 9,15, него на 7 метра. Не сите чекаа, зашто ти кога ги изведуваше слободните удари како да се пенали. Па Точно затоа. И после тоа вика, како не даде? Па не може од секој удар да се даде. Многу едноставно. Мајстор број 1.
чест и задоволство е секој фудбалер да заигра покрај Јове Магде. Значи, Јове Магдески е неговата игра, неговата акција, неговата топка што требаше да ја даде на играчите беше како да има очи. Знаеше секогаш благовремено на место да ја даде топката, да изведе разноразни бравури со неговата игра. Знаеше од слободни удари да направи голови какви ретко можеше да се видат. Како второлигашки играч заигра и за А репрезентацијата на Југославија. Да се погледаат на него многу фудбалери, многу да научат од него. Мислам дека човекот заслужува секакви епитети.